Милионот во примена на овие современи технологии. Како парламент имаме надзор на за истото да зборуваме и да бидеме рамо до рамо со развиените земји членки на Европската унија кои што зборуваат и ја имплементираат оваа тема. Морам уште на почетокот да нагласам дека оваа јавна расправа е организирана во согласно со националната развојна стратегија на државата, која што укажува дека во следните децении клучно ќе биде вложувањето во вештачката интелигенција и современите технологии, доколку сакаме повисок економски раст во државата. Студентите од Финки и со меѓународните организации. И во наредниот период ќе продолжуваме да организираме вакви јавни расправи за да се поттикне пред се оваа тема и да имаме значаен белег и значајно имплементирање на се она кое што значи дигитална трансформација. Работа за 2024 година офаќа период од 2019 до 2024 година, офаќа повеќе институции, меѓутоа клучните институции за Министерството за дигитална трансформација, Министерството за образование, факултетите кои што имаат во своите програми од областа на вештачка интелигенција и така натаму. Она што е клучно прашањето во суштина се поставува дали нашата држава, односно дали јавниот сектор е подготвен за користење на вештачка интелигенција. Имаме неколку специфични прашања кои што ги обработуваме само ревизорски извештај, тоа е стратешките документи, законската рамка, потоа можности и човечките ресурси за употреба на вештачка интелигенција и секако заштита на личните податоци при употреба на вештачка интелигенција. И тие 48 проекти во висина од 6 милиони евра. Ведете, ова се работи за проекти кои што се дадени во преходниот период. Имаме трансформација на самата агенција и верувам дека во наредниот период подадените препораки ќе се преземат соодветни активности. Од она што имаме повратна информација од самото Министерство се преземаат одредени активности за воведување на регистар на целокупните проекти, се преземаат активности и верувам дека дел од овие проекти ќе најдат своја примена во јавниот сектор. Тоа значи дека 6 милиони евра се фрлени за џабе? Па јас не би рекол така, бидејќи за тие 6 милиони евра се изработени одредени проекти, меѓутоа тие треба да доживеат одредена практична имплементација во јавниот сектор, така да дека се фрлени не се фрлени, меѓутоа треба да обезбедиме имплементација во јавниот сектор. Според проверките на одредени апликации, користат вештачка интелигенција, предначат универзитетот или неколку, значи универзитетот Со два суштински пристапи. Едниот е донесување на стратешка рамка за употреба на вештачката интелигенција. Прво како дел од националната стратегија, вештачката интелигенција е дел од четвртиот столб, вештачка интелигенција, нови технологии и поддршка на бизнис секторот. И вториот елемент во имплементацијата, тоа е ФЕЗИЛКА, Националниот центар за вештачка интелигенција, кој што државата го финансира со повеќе од 2 милиони евра. Дополнително околу 2,5 милиони евра се обезбедени од страна на Европската унија и околу половина милион евра се обезбедени од носителот на проектот Финки. Како таков, ова е уникатен проект во широкиот регион. Ја поврзува Македонија со фабриката за вештачка интелигенција во Варос и еден од клучните антени за вештачка интелигенција кои што се развиваат во Европа. Но за нас најзначајно од овој проект кој што ќе излезе, тоа е да имаме македонски јазичен модел, затоа што се случува досега, ќе изградите определен чатбот на некој портал и ќе го поврзате со некој глобален провайдер на вештачка интелигенција, на јазични модели, па тој ќе прави грешки, нема да го познава македонскиот контекст, историја, цивилизација, култура и лексика, граматика, ако сакате, и ќе настануваат грешки кои што сметаме дека се несоодветни за државата. Министерот Стефан Антоновски има отворена дискусија на која што доаѓа да се со цел да имаме една поквалитетна јавна дискусија.